дополнително прашање, не сум задоволна одговорот. Јас ќе ви кажам, почитуван министер, да работевте како наставник, ќе знаевте дека учениците се смируваат со молчење. Викањето овде и високиот тон овде, немојте да го споредувате со училницата, бидејќи овде, јас не сум наставник, овде сум пратеник во Собранието на Република Македонија, овде ги застапувам интересите на граѓаните, размислувањата на граѓаните. Она што во јавноста се случува и што е реално, реално е дека ја уништивте државата. Направивте фирми да се богатат од вашето криминално работење. Јас прашував и пак ја прашувам, секогаш, кој има бенефит од дуплото печатење на учебници, правење на скрипти, 530.000 евра и да не спомнуваме за одредени плюс суми. Каде одат тие средства? Немојте да ги сваќате ова како дополнителни прашања. Не сакам да зборувате за ова. И редно е овде да знаете дека се додека ваков криминал се случува во државата, се додека вака имаме нетранспарентни и нејавни политики, вие ќе добивате вакви пратеници. Кога ќе имаме една релаксирана и исправна состојба во државата, ќе биде поинаку. Кога граѓаните ќе бидат задоволни, пратениците ќе бидат исто така умни. А до тогаш ќе гледате многу по-лоши изданија, посебно од моја страна. Ви благодарам.